34 лица досега се опфатени во истрагата за трагедијата во Кочанскиот клуб Пулс. На 13 од нив, меѓу кои на некогашниот министер за економија Крешник Бектеши, им е одреден притвор во траење од 30 дена. Кои се осумничените до овој момент и зашто се товарат? До овој момент осумничени се поранешен министер, но и поранешен државен секретар, раководител на сектор, раководител на оделение и помлад соработник, кои во моментов работат во Министерството, но на други раководни позиции. Сите тие, со неизвршување на своите службени должности, што биле правно должни да ги извршат, не постапиле според прописите и техничките правила за мерките за заштита и на осумниченото правно лице, кои не ги исполнувало пропишаните услови и начин за вршење на угостителска дејност во повеќе наврати, со лиценци му овозможиле вршење на угостителска дејност кабаре. Поранешен директор на Државниот пазарен инспекторат и 3 службени лица инспектори, иако биле должни да вршат инспекцијски надзор, не ги извршувале своите службени должности и во период од 9.1.2020 година до 16.3.2025 година во ниту еден наврат не извршиле контрола над работењето на правното лице, за да утврдат дали има важечка лиценца, дали ги исполнува пријавените минимално технички услови наведено во барањето за лиценца за вршење на угостителска дејност кабаре и другите пропишани услови согласно закон, со тоа што овозможиле кабарето Пулс незаконито да продолжи со вршење на угостителска дејност. Осумничените тројца градоначалници на Кочани во период од 2012 година до 16.3.2025 година, како и осумничени двајца поранешни директори на Дирекцијата за заштита и спасување, не ги извршиле своите правни обврски согласно закон за заштита и спасување, со што овозможиле кабарето Пулс незаконито да продолжи со вршење на угостителска дејност спротивно на законот за угостителска дејност и другите пропишани услови согласно закон. Според државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски, истрагата може да биде проширена со други лица, а според сегашните обвиненија, осумничените се соочуваат со казни затвор од 3 до 20 години. До овој момент судот не се произнесе во однос на барањето за притвор на тројцата градоначалници на Кочани: Ратко Димитровски, Николчо Илиев и Љупчо Папазов.